Почитувани граѓани, почитувани медиуми, СДСМ е најнетрансперентната политичка партија во Република Македонија и тоа поттикнува многу сомнежи. СДСМ овие избори ги изведе на најнедемократски начин, вршејќи најголем изборен грабеж и подкуп на терен. Во извештајот поднесен до Државниот завод за ревизија за потрошени средства во кампањата од страна на коалицијата Можеме, СДСМ ги крие трошоците и сумите кои ги потрошиле за одредени ставки и спецификации. Зошто? Најверојатно, сомнителни им се изворите на пари и затоа не се транспарентни да ги објават колку суми и колку пари потрошиле за оваа кампања. Доколку внимателно се погледне извештајот, во ниту една ставка не може да се најде извештај и сума колку пари потрошиле СДСМ и коалицијата Можеме за рекламирање и рекламен простор, односно платени и спонзорирани реклами на социјалните мрежи, конкретно на Facebook, Instagram и така натаму. Очигледно е дека кријат свесно и свесно сакаат да ги изманипулираат граѓаните. Но, да подсетиме, во текот на кампањата излезе анализа од експерти низ медиумите дека СДСМ дневно троши на социјалните мрежи за реклами околу 27.000 евра на ден, што пак во текот на кампањата достигнува цифра од над половина милион евра реклами само за на социјалните мрежи. Прашањето е следното: зошто овие суми не ги пријава СДСМ и од каде им се овие суми на пари за финансирање на социјалните мрежи? Дали можеби тоа се парите од рекетот кои го изрекетираа заеви СДСМ во милионски суми за кои што се уште не одговараат? Дали нетранспарентноста на СДСМ ја потврдува тезата дека СДСМ оваа кампања ја финансирала од така наречени црни пари? Ова се прашањата кои што треба да ги одговорат СДСМ. Благодарам, повелете прашања. Изминатите денови се одржа една средба помеѓу лидерот на ВМРО ДПМН и лидерот на ДУИ. Дали се најавува нова средба, дали во меѓувреме се разговара конкретно со ДУИ или пак со некој од другите политички партии од албанскиот блок? Да, бидејќи малку посериозен процес преговарање на парламентарно мнозинство, не би навлегол во детали да не наштетам на процесите. Од она што можеше да се забележи и да се види информацијата се чуе од наша страна, изминатија неколку денови имаше една средба помеѓу председателот Мицкоски и председателот на Демократската унија на интеграција Ахмети, која што се одржа во собранието, траеше околу 1 час. Се разговараше за повеќе теми, но не би сакал да навлагам во детали да не наштетиме на процесите. Доколку и како ќе се развива ситуацијата натака, ќе бидете благовремено известени од наша страна, исто како што бевте транспарентно и изминатиот пат. Инаку во однос на комуницирање со политичките партии, ВМРО ДПМН изминатиот период на пријателски начин тоа го прави со сите политички партии во Република Македонија. Вчера попладне имало средба меѓу секретарот на СДСМ и Груби од ДУИ. Тие договорила наводно стабилна коалиција во наредните 4 години. Дали ова ви ги подкопува вас плановите за евентуална коалиција со ДУИ? Па да, мислам дека таа начална договорена влада траеше неколку часа, бидејќи веднаш потоа и СДСМ сами се демонтираа дека договориле влада со Демократската унија на интеграција. Па затоа еве уште еднаш би искористил прилика и јавно да повикам и воедно да апелирам и до вас медиумите да ги прашате СДСМ, бидејќи 3 дена веќе велат дека имаат мнозинство, па сами се демонтираат, да излезат јавно и да кажат кои се политичките партии со кои што коалицираат, кое е парламентарното мнозинство составено и да бидат транспарентни пред граѓаните. Во моментов стана пишманска партија, така наречена СДСМ пишманска, како што гледаме коалициите им траат по неколку часот како ќе ги обзнанат. Така да, еве, апелирам уште еднаш да ги објават партиите и пратениците кои што ќе партиципираат во новото парламентарно мнозинство. Во спротивно, сето ова можеме да го наречеме еден вид манипулирање од страна на СДСМ кон граѓаните, бидејќи, како што реков, се крајно нетранспарентни. Со која партија сте најблиски во ставовите за формирање на коалиција и дали ќе го истакнете тоа мнозинство пред датумот што е рок во петок? Како што реков, комуникација имаме со политичките партии, не би навлегол во детали да не ги нарушам процесите, но од она што може да се забележи од претходно што го говорил и председателот Мицкоски, но и што се и постулатите на ВМРО ДПМН, програмските, економските определби треба да се идентификуваат. Но не би навлагал во детали за да не наштетам на
процесите. Во моментот кога ќе има конкретни информации ќе бидете благовремено известени. Дали имате други прашања? Сега би ги прочитал оние кои што остана неодговорени. По заедничкото вчерашно соопштение на СДСМ и ДУИ околу постигнатата начална согласност, дали ВМРО ДПМН ќе се фокусира кон коалицијата Алијанса за албанците и останатите за да се создаде мнозинство во парламентот. Како што реков, коалициите на СДСМ им траат само неколку часа додека тие самите не се демонтираат, а во однос на тоа повторно повикувам да кажат со кои политички партии имаат парламентарно мнозинство. Во однос на комуникацијата на ВМРО ДПМН со останатите партии, морам да забележам дека пријателски односи и комуникација имаме буквално со сите партии, но доколку има некои детали ќе излезе официјална информација. За вчерашната средба Мицкоски Ахмети заврши без приближување на ставовите. Дали ова е вака? Како што реков, имаше средба од 1 час во собранието, излеговме со информација, не ви навлагал во детали да не ги нарушиме процесите. И последно прашање, дали сметате дека ова политички маневар или блеф на довчерашните партнери во владата? За тоа прашање би ги упатил медиумите да го постават во центрите на довчерашните партнери во владата, до на што уште еднаш повторно, по не знам кој пат би апелирал, СДСМ да излезе да каже со кој има парламентарно мнозинство формирано и кои се делот од парламентарците кои што ќе партиципираат во новото мнозинство. Благодарам.